Филипче, Петровска, Деспотовски и Бајдевски имаат уште една недела да го убедат членството дека се вистински избор да застанат на чело на СДСМ. Пред истекот на рокот за регистрација, различни ветувања од кандидатите пред членството, но и обвинување дека не се следат идеалите на СДСМ. Поранешниот вице-премиер Фатмир Битики смета дека изборната кампања не се одвивала на најдобар начин, а еден од учесниците заборавил дека ова не е лична битка и не ги следи вистинските постулати на партијата. Име не откри. Не сите учесници во изборната кампања веруваат целосно на вредностите на Социјалдемократскиот сојуз и на идеологијата и забораваат дека ова не е лична битка. Не многу, еден од четворицата. Луѓе кои што претходно бойкотирале или воопшто не ги подржувале партиските активности, а секогаш добивале од НЕЗ, не може да претендира за председателскиот врв. Враќање на угледот на партијата е генералното ветување на сите кандидати. Поранешниот министер за здравство ја представи својата програма во Битола, за кого е клучно новото тело кое го предлага Комисија за етика и одговорност. Историски гледано, партијата се соочи со случаи на несоодветно однесување на партиските функционери, често поради недостаток на ефективен надзор и внатрешна контрола. Ваквите случаи сериозно го нарушија угледот на партијата и ја подкопаа довербата на јавноста. Комисијата исто така ќе учествува во избор на кадри и носители на раководни позиции во партијата и во институциите. Актуелниот директор на ТИРСПАК Јован Деспотовски ќе бара измени во правилникот за гласање со цел да се отслика реално волјата на граѓаните. Има многу луѓе кои сакаат да гласаат, но заради комплицирањето на процесот со регистрација и пререгистрација се откажуваат од тоа. Ќе побарам да се направат измени во самиот правилник за гласање со лична карта и доколку ги има во списокот на членови да можат да гласаат. Поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска на сопартиците им вети реорганизација на дебатите за битните одлуки. Со незината програма Манифест на социјалдемократијата на членството му ветува прогресивни политики во СДСМ како и враќање кон корените на социјалдемократијата. Партиските работи, партиските дилеми, различните дискусии ќе ги дискутираме во органите на партијата и во местните организации. Ама за да можеме да ги привлечеме членовите да дискутираат, треба да се отвориме. И треба да бидеме свесни дека да, ќе слушаме и различно мислење, ќе слушаме и критика, ќе слушаме и спротивставени ставови, ама на крај ќе го изградиме заедничкиот став, кој е најдобар за нас како политичка партија. Поранешниот заменик министер за информатичко општество и администрација Александар Бајдевски најавува реформи и враќање на автентичната партиска идеологија. Изборниот процес ќе биде организиран од Централната изборна комисија со помош на 80 општински комисии. Новиот лидер ќе биде избран со мнозинство од гласовите на 20.000 активни членови. Внатрепартиските избори доаѓаат откако СДСМ доживеа катастрофален пораз на парламентарните и председателските избори, пошто се нижеа оставки во партијата, а последен се поднесе и досегашниот председател Димитар Ковачевски.